Заврши општата расправа. Предлог буџетот за 2026 утре ќе оди на амандманска расправа. Подпредседателката на Комисијата за финансирање и буџет Јована Тренчевска најави дека тоа ќе се случи по завршување на утрешната пленарна седница. Поднесени се над 200 амандмани. Власта и опозицијата различно гледаат на предлог буџетот. За власта тој е развоен и реален, за опозицијата тој нема да го подобри стандардот на граѓаните и условите на државата. Претеникот Димитар Ковачевски смета дека предложениот буџет не е фискално одржлив и развоен и оти не обезбедува соодветна фискална консолидација. Рече дека во предлог буџетот преовладува инвестирањето во Бехтел и Енка и на коридорот 8 кон Бугарија. Проектите за здравство и брзата пруга кон Грција пак се буџетирани со ниски средства, вели тој. Предупреди на зголемување на јавниот долг. Јавниот долг во 2026 година ќе оди над 62% од бруто домашниот производ. Планирано е ново задолжување од 120 милиарди денари на странскиот и домашниот пазар на капитал, а тоа значи континуиран раст на задолженоста и растечки каматни трошоци. Но доколку се реализира препораката на фискалниот совет, презентирана во собранието на оваа говорница, во јавниот долг да се вклучат и доспеаните и неизмирени обврски на јавните институции и предпријатија, согласно методологијата за фискална статистика на Европската Унија, што е методолошки и економски исправно, и кои тековно според евиденцијата во системот изнесуваат околу 700 милиони евра, што е околу 3,5% нови на бруто домашниот производ, тогаш јавниот долг би изнесувал над 62%. За власта пак, токму претходната влада која ја водеше Ковачевски е виновна за зголемување на долгот на државата, а граѓаните од тоа немале никаков бенефит. Овој народ го интересира да му кажете зошто дојдовме од 4,7 на 9,7 милиарди долг. Каде се тие 5 милиарди, што направите со тие 5 милиарди? И да ни кажете што ќар имаме од тоа што веќе имавте мнозинство и не задолжувавте. Видите, гледате дека во Македонија одамна ѓаволот има за шегата, ја нема. Имаме сериозни проблеми, некој овдека се труди да извади максимум од можните ситуации. Гледаме дека, за разлика од претходно кој не убедувавте дека пензионерите може да добиваат по 180 денари годишно, кој сте вие премиер, не ни кажавте како сега може 7.000 денари. 2026 ќе биде година на враќање на стари долгови и нови задолжувања. Државата планира следната година во државниот буџет да влезат 6 милиарди евра, а да се потрошат 6,7 милиарди евра. Следната година државата ќе мора да врати стар долг од околу 1,22 милиарди евра, а планира да се задолжи за 1,96 милиарди евра. Даниел Василев, Сител телевизија.